Нема потреба од нови превентивни мерки, одлучи Комисијата за заразни болести покрај тоа што бројот на ковид позитивни лица е зголемен за безмалку 80%. Анализите на Комисијата за заштита од заразни болести покажале дека и покрај тоа што кривата на инфицирани луѓе се движи во нагорна линија, нема зголемување на бројот на хоспитализирани и починати луѓе. Клиниката за инфективни болести и другите оделенија за инфективни болести во државата е дека има се на се хоспитализирано 25 лица, од кои што еве само на клиниката за инфективни болести 2 се на поддршка со кислород, останатите се во стабилна состојба, нема загрозување на здравствениот систем, нема дополнителна хоспитализација. Иако во последно време се бележи тренд на зголемување на бројот на амбулантски прегледи. Акцентот во овој период ќе биде ставен на примарна заштита, информираат од Комисијата. Сеопфатен систем е тоа да, не е само, како што кажавте, не е само диагностика и третман, туку ќе биде и во процесот на тестирање, така да целата реорганизација ќе биде точно дефинирана во текот на наредната недела. Како што кажа, во понеделник имаме состанок за да можеме да додефинираме некои од овие точки. Не би сакале да излеземе со половична информација, но ова е нешто што впрочем ќе го спреми системот за една подолготрајна отпорност кон COVID-19. Дополнително, членовите дискутирале и за недостатокот на тестови во институциите, при што дадени се препораки да се дуплира бројот на тестови на дневно ниво. Но, иако според параметрите во моментов, земјата е во зелена зона, од Комисијата апелираат до граѓаните кои се над 65 години и оние со коморбидитети да бидат внимателни кога се движат во затворени простории, а се препорачува и вакцинација.